Петрески, денес одигравте добар надпревар. Напредок во голем дел од надпреварот не беше равноправен на вашата игра, така што овие 4-1 навистина го осликуваат квалитетот и настапот на Работнички. По оние 2:1 против Охрид, навистина ова е друг Работнички, еден Работнички кој амбициозен, ефикасен, квалитетен, растрчан и пред овој Работнички навистина ретко која екипа ќе може да одолее. Како вие го видовте овој надпревар? Прво да кажам фала за честитките. Јас секогаш кажувам дека овие играчи имаат голем квалитет и оние ако го дадат максимумот, дека ќе се покаже она што ние го бараме од Работнички, таа офанзива, тие шанси, тие голови, оние го покажа на надпревар. Значи најверојатно треба некој друг модел на мотив да ги мотивираме момците за да го дадат максимумот. Очигледно послабите екипи не сакам никога да го потценам, али не им дава мотив, така да од сега мислам дека овој Работнички го гледате на овој начин. Во што е тајната пред себе би сакал да знам? Верувајте дека имаме такви квалитетни играчи кај што од секоја позиција, секоја екипа треба да се плаши. Јас пак ќе кажам, очигледно момците што го направија тој успех во Европа, малце се дигна, али затоа треба што побрзо да ги вратиме на ова наше првенство, за да го дадат максимумот и само така ќе идат напред. Ако ги подцениме секогаш екипите, секогаш имаме така проблеми, доколку на овој пристап, ако пристапат на секоја такмица, мислам дека далеко можеме да стигнеме. После овој резултат и високите 4:1, објективно Работнички е со едната нога во полуфиналето од купот. Сепак има реванш. Какви се шансите на напредок или што очекувате на реванш мечот во Кичево? Работнички клуб кај што се професионални играчите и клубот, значи на секоја такмица, не е битно дали се реванши или некој друга такмица, значи ние на реваншот ќе идеме да играме, да победиме. Едноставно не е све завршено. 4-1 е голем резултат, али нема опуштање и на реваншот ние ќе го дадеме максимум. Ова прашање е надвор од овој сегмент на купот. Во првенството малку имате заостаток бодовен. Дали и таму имате одредени амбиции? Се разбира, Работнички оди на двата фронта. Како гледате шансите во првенството на Македонија? Ќе кажа дека тие 9 бода се голема разлика, али ја мислам дека е големо првенство, тек е сега почнато и мислам дека ако ние вака играме, значи на секој надпревар максимално го даваме максимумот, мислам дека и ќе се бориме за горниот дел. Ние секој ќе атакуваме на победа на секој такмица, дали дома или гости, и ќе покаже времето за на крај. Благодарам и многу среќа. Благодарам се на вас и ќе се видиме. Имавте слаб ден, загубивте со 4:1. Како вие го видовте надпреварот? Пред себе сакам честитам фудбалерите на Работнички на фер коректна игра и мислам дека заслужено победија со 4:1. Еден што се десува самиот надпревар. Во првото полувреме, исто така и во второто полувреме, за кратко време концентрација на играчите падна. Мислам многу ефтини голови примивме. Брзо се вративме во живот и успеавме малиме 2:1 и второто полувреме за 2 минути многу ефтини голови по катастрофални наши грешки и мислам на крај сосема заслужено Работнички славеше. Резултатот е убедливо на страната на Работнички, но објективно би сакал да знам какви се шансите, односно како вие гледате шансите на напредок на тамошен пласман во купот и во реванш мечот во Кичево за 3 недели. Па видите, резултат 4:1 за Работнички, голем резултат и ќе играме, ќе покушаме да направиме максимум, ќе одадеме, меѓутоа сепак Работнички има пренесо 4:1 и тешко ќе биде. Дефицитот од неколку фудбалери кои не беа во составот, дали имаше одраз врз играта на напредок? Па за оваа екипа на напредок е еден играч што стандардите фали премногу, се гледа тоа и во самата игра, меѓутоа тие што се најдобри мора да продолжиме така. Многу среќа и благодарам на вашите размислувања и обсервации. Благодарам.